Веќе не очекува и првата гостинка на Skype. Фокусот го ставаме на медицинските сестри. Имено партнерство за сигурност на пациентите е насловен 70-тиот меѓународен конгрес на Хрватското здружение на медицински сестри, на кое што свое обраќање имаше и нашата председателка на Македонското здружение за нас, кое што во моментов ја имаме на Skype. Гордана Бешлиевска во живо во Македонија наутро. Гордана, се започна вчера, оно што сакам да им го кажеме и на нашите гледачи, зошто е важно учеството на нашето Македонското здружение на овој 70-ти поред меѓународен конгрес? Добро утро од прекрасната Хрватска. Од Водице ви благодарам многу на прекрасната најава, неговите зборови кои што дополнително влеваат гордост за мен и нашето сестринство. Така е, ние вчера овде на отварањето на конгресот, каде што пред нашите колеги од Хрватска, регион, од Европа и представниците и председателите на европските асоциации имавме обраќање каде што јас навистина се чувствував како сестрински амбасадор на нашето сестринство овде во Хрватска, каде што имавме прилика да ги поздравиме и да имаме контакти со сите колеги од регионот и Европа. Ова е резултат на големата работа на Сдруженијето на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Ова наше присуство на овие меѓународни конгреси како веќе и дел од Европската асоциација на сестри со специјалистички студии влева една многу голема надеж за нашето сестринство во Македонија, вклучително дека и во текот на утрешниот ден на округлата маса се предвидува моje обраќање каде што меѓу другото ќе зборуваме за се она што се случува и што е кај нас во моментот како ниво на сестринството и каде што ќе имаме прилика да ја прикажеме работата и стратегијата на нашето здружение и унијата која што здружението ја предводи во Македонија. Така да исклучително сум горда, исклучително професионално очекувам дека многу од нештата кај нас по примерот на нашите колеги од Хрватска ќе бидат уредени и за кариерниот развој на медицинските сестри и за сето она кое што како закон ќе треба нашата професија да изрегулира. На кои теми се става фокусот, Гордана, овие неколку дена? За што се ќе се дискутира? Многу е важно дека во преден план се компетенциите на медицинските сестри и работните задачи кои што се прошируваат во делот на сето она што се вели овие специјализации на сестрите во уските специјалности. Тоа е она за кое што зборуваме дека ние повеќе не може да имаме сестра во општата нега и грижа, туку дека иднината на сестринството ќе биде во тоа што сестрите ќе мора да се едуцираат во специјални уски области и тоа е нешто кое што дополнително на медицинските сестри им овозможува едукација и кариерни развој во дипломските, додипломските и специјалистичките студии. Всушност Европската асоциација на медицинските сестри со специјалистички студии ги обединува сестрите сите со специјалности од Европа. Јас имав прилика во текот на вчерашниот ден да имам контакти со председателката на ИФНА, Джеки Роуз, која што имаше исто тука такво обраќање и се надевам денеска во текот на денот е закажана работна средба со председателот доктор Адријано Фригановиќ, со кој треба да се сретнеме на теми за сето она кое што тој и за време на неговата посета во Македонија ни го вети дека во делот на дипломските студии и развојните образовни програми ќе ни дадат дополнителни насоки како земја во која што се уредени кариерните развои на медицинските сестри во нивното школување, така да очекувам во текот на денот дека можеби ќе остварам средба и со председателката на ИФНА со оглед на тоа дека ние на претходниот конгрес во Ниш, каде што имавме прилика да бидеме со представници од ИФНА, поднесовме дополнителна апликација со која што сакаме нашето сестринство од интензивното лекување да го внесеме во Европската асоциација. Така да ова се многу важни контакти за нас овде, пред ова партнерска пред партнерскиот проект и програм со кој што нашето здружение со Светската здравствена организација и канцеларијата на Светска здравствена кај нас во Македонија, која ни дава многу голема поддршка и ќе бидеме дел сега од проектот за регулирањето и носењето на законот и на сестринската професија. Ова се за нас многу големи искуства, ова е резултат на нашата работа. Овде и председателот на Балканската асоциација на медицинските сестри, господинот Горан Мошиш, со кој што имавме средба во текот на вчерашниот ден исто да разговараме околу идната наша конференција за која нели ние ќе бидеме домаќини наредната година и тоа е една многу голема доверба која што ја добивме и ние мора сето тоа да го оправдаме. Покрај работата
стручна и едукативна, која што Сдруженијето и Унијата во текот на годината ја покаже и работи. Имаме пред нас многу големи задачи, пред нас е нашиот престорен конгрес, пред нас се уште многу симпозиуми и пред нас е оваа многу голема конференција и голема гордост за нашето сестринство како четврта конференција за која што ние ќе бидеме домаќини. Исклучително сум му благодарна на господинот на доктор Адријанов Ригановиќ, кој што навистина прави многу напори и од позиција како председател на нивното здружение Хрватско на медицински сестри од анестезијата, реанимацијата и трансфузиологијата, меѓутоа и како председател на Европската асоциација кој што толку многу ни досега ни помогна во голем број на структурирање на наши програми, а и ни влеа многу голема надеж дека и понатака по примерот на нивното развивање на сестринството ќе ни помогне за да можеме и ние нашето сестринство да го донесеме до оној лик, имидж и дело на таа европска медицинска сестра. Сосема накусно, за заклучуците ќе дискутираме повраќањето во Македонија. Овие конгреси се можност да се вмрежувате, да разменувате искуства. Во тој контекст, каде е македонското сестринство споредено регионално? Можеме ли да се носиме рамо до рамо со вашите колешки медицински сестри од регионот? Па можеме по однос на тоа колку многу ние сакаме да учиме и да се образуваме. Ние тоа го докажавме во сите наши на нас за стручни настани и во нашите конгреси, каде што и нашите медицински сестри испорачаа се што работат на работните места преку нивните стручни и научни трудови. Само треба да се дозволи. А по однос на условите за работа? По однос на условите на работа, значи сме многу подалеку со оглед на тоа дека нивните услови на здрава работна околина и задоволство на работа и оној дел кој што ние го велиме добри лични доходи така понатака е нешто кое што за разлика од нашето незадоволство во Македонија на некое многу повисоко ниво, меѓутоа тоа е само заради тоа што тие имаат законски регулирани професии и затоа што имаат донесени стандарди врз основа на кои што се однесуваат во здравствените институции со медицинските сестри и многу е важно дека тука медицинските сестри имаат кариерен развој со дипломски и стручни и научни студии, па имавме прилика во текот на вчерашниот ден да видиме многу сестри кои што се во моментот и на позиции на одговорни и директори на високи медицински школи, редовни професори на школите, таму каде што во образовниот процес пред се на прво место здравствената нега ја предаваат тие. Знаете, еден податок вчера кој што беше изнесен од Хрватскиот закон за сестринската професија е дека на нивните високи медицински школи и школи за дипломски студии на медицинските сестри не можете да ги предавате предметите од било која нега во било која специјалност ако не сте медицинска сестра. Така да тоа се некои работи кои што навистина го формира тој лик на таа европска медицинска сестра која што има автономност и тие во овој момент го имаат тоа како автономност на работните места, имаат таа има тие нивни регулирани закони за нивните работни задачи кои што ги шират нормално со напредокот на современата медицина мора во паралела и да се шират компетенциите на медицинските сестри. Ние не можеме само да ги броиме по бројки во болниците, туку треба да им дозволиме да се остварат во стручните и уските специјалности. Тоа они го чинат низ нивното образование, меѓутоа истото и им го признаваат на сестрите во болниците и тоа е во овој момент нешто кое што е многу важно. Ви благодарам за вклучувањето на Skype и разговорот во Македонија наутро. Посакувам убав помин на конференцијата.